селото Карпешина. Меѓу бапчорци се познати и легенди за настанокот и на селото Карпешина и Елово, како делови од селото Бапчор. Во Карпешкиот синор имало две групашки села, од кои едното го носело името Марена, а другото Свети Танас. Овие села биле опустошени во времето на азијатските напади. И така, местото станало собственост на Отоманската држава, која објавила дека тоа се продава, бидејќи се заорманило и се наполнило со диви ѕверови, поради што се поплакале околните села. На огласот за да го купат татарот се јавиле селата Нерет и Бапчор. Селаните биле добро запознаени со турскиот режим, односно знаеле дека рушветот врвел повеќе работа од правдината. Селаните од Бапчор избрале од селото човек по име Јане Велиов, кој бил добро запознат со турските закони и бил селски чорбаџија. Тој натоварил 3 товари овча маст и му ја однел на турскиот Валија и на кајмакамот во Битола. Маста ја товарил од бачилото што било во местото Клета, до самата Веча планина, а патувал ноќно време за да не се разлее маста. Патувајќи цела вечер, уште во раното, пристигнал во Битола во дворот на пашата. Јане им изјавил дека од многу далечно место, дури од Веча планина, и дека носи овча маст за Валијата и кајмакамот. Тогаш отиде известието до Валијата дека пристигнал таков човек и донел 3 маски натоварени со 6 тулуми овча маст. По известно време пристигнал и човек од Нерет, но само со 1 стомна со мед. Работата се разрешила во турскиот конак, главното судиште. По известно време се појавил телалот и извикал на турски: Кара Олан Казанди, Сара Олан Каубети. А тоа значало: приокиот човек добива, а русокосиот човек губи. Од тогаш останал спомен од селото Карпешина е купено за 3 товари маст. Бапчорци добија тапија, подпишано од кајмакамот и Валијата. Тогаш селаните си го поделиле тој синор и почнале да го работат. Постепено некои почнале да се преселуваат на новиот имот. И така се основало селото Карпешина. Во едно друго предание се вели дека Карпешина е купено за 9 кесиња турски грошеви, а во секој кесе имало по 500 гроша. Assunta